Денеска во Земјоделскиот институт при Универзитетот Свети Кирил и Методи и опитните полиња во кругот на зградата беа презентирани реализираните активности за производство на квалитетен семенски материјал за граф и пиперка со поголема отпорност на климатските промени. Настанот е во организација на УКИМ, Земјоделскиот институт од Скопје и Организацијата за храна и земјоделство при Обединетите нации ФАО во рамки на регионален проект на ФАО за техничка соработка со наслов Создавање погодна средина за подобрена отпорност на земјоделството на климатските промени. Во рамките на овој проект се спроведува активности фокусирани на квалитетно семепроизводство за 3 земјоделски култури, граф, пиперка и една житна култура, преку поставување на демонстративни опити во 2 региона за секоја култура. Целта беше преку демонстративните опити да се оцени влијанието на климатските промени врз производство на различни услови, како и ефектите од примената на различни агротехнички мерки за зголемување на отпорноста и одгледуваните видови кон климатските промени. На настанот присуствуваше заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски, а конкретно за проектот зборуваше Силвана Манасиевска Симик, проектен координатор. Проектот е финансиран од ФАО, а се имплементира во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, во соработка со интернационални и национални консултанти и Земјоделскиот институт при УКИМ во Скопје како давател на услуги во рамките на проектот. Во рамките на овој регионален проект се вклучени 4 држави: Ерменија, Киргистан, Таџикистан и Северна Македонија. Земјите во регионот се изложени на климатски промени кои ја зголемуваат рандливоста во земјоделството и производството на храната. Секторот за семе се соочува со неколку предизвици, и тоа недостаток на национални сорти и зависност од увоз на семе, недостаток на национални капацитети за селекција на нови сорти и одржување на локални сорти и популации, недостаток на пристап до информации и обуки за производство и употреба на квалитетен семенски материјал, кој што е адаптиран на климатските промени. Исто така, ниската свесност за важноста за управување со растителните генетски ресурси и застарено национално законодавство поврзано со националниот систем на семе во овие земји. Ограничениот пристап до семенски материјал дополнително ја влошува ефикасноста и одржливоста на земјоделското производство, а со тоа и екзистенцијата на индивидуалните земјоделци во руралните средини. Голем предизвик е производството и сертификацијата на квалитетен семенски материјал од домашни производители. Индивидуалните земјоделци и земјоделските стопанства зависат од семенски материјал од увоз, со оглед дека има голем процент на семенски материјал кој што е увезен со повисоки трошоци и се разбира со повисока цена. Како мерка за адаптација во контекст на климатските промени, клучно е да се воведат и да се тестираат нови сорти или локални сорти и популации кои што се отпорни на топлина и особено на суша. Учесниците кои што беа дел од тренинг програмите за квалитетно производство на семе од граф и пиперка добија сертификати, а потоа присутните ги посетија демонстративните опити кои се во близина на Институтот за ОРИС. Досега на терен се реализирани демонстративни опити со 2 популации тетовски граф и 3 сорти пиперки: сиврија, амфора и везен лут пипер. Во наредниот период се планирани неколку есенски опити со една житна култура. За време на вегетацијската сезона и реализацијата на активностите на терен беа спроведени бесплатни обуки за 45 индивидуални земјоделски стопанства, представници од Сдруженија на земјоделци и земјоделски правни субјекти.